пати велам дека Канал 5 телевизија и утринската емисија Здраво Македонија ги поддржува нашите креативци кои творат, создаваат и остануваат се уште тука во нашата држава. Со мене ова утре госпоѓата Елеонора Дуљанова, која што прави многу интересни рачни изработки. Тоа ќе можете и вие да го видите и она што го има на масата во моментов, но и уште многу други изработки за кои и не само што немавме место, туку и не можете да ги донесете сите, но и поголемиот дел се продадени секако. Велам добро утро до вас. Не се гледаме прв пат и чест ми е се уште што можеме да разговараме за рачните изработки. Добро утро, ви благодарам на поканата. Секогаш Канал 5 ме поддржува. Да, и кога се базарите во прашање, тоа се добри базари за нашите ракотворци да ги истакнат сите оние рачни изработки. Да, па базарите се најдобро место за изложување на изработките со оглед на тоа што многу од артизаните, не можам да ги кажам занаетчи, немаат свој простор каде што ги изложуваат, така да базарите се место каде што може цел ден, неколку дена да се посетат и да се разгледаат убаво работите. Сепак во живо е све поубаво и може да се допре, да се види убаво. Да, точно, како и со облеката, нели, кога ќе пробаме, ќе видиме дали не стои. Но лепезите секогаш убаво ни одговараат на нас дамите, тоа нели мора да признаеме. Јас и вие особено сега во летниот период, кога наоѓаме тетрадки да се разладиме или имаме нешто во близина. Лепезата е многу практична работа за летно време и јас секогаш ја носам во ташна. И од кога правам мои лепези, секогаш имам некоја нова која што ми одговара со гардеробата. Да, навистина многу субави боите, ги има во сите бои. Во формите се тие лепезата. Таа може би поголеми, помали. Лепезите ги изработувам два типа. Едните се од бамбус со марблинг техника, а другите се платнени со бамбус во комбинација, така да има два типа. Добро, тоа во однос на материјалите кога веќе зборуваме. Кои се поиздржливи кога веќе ги споменавме материјалите? Па сега битен е квалитетот на самата лепеза што ги набавувам. Значи ми се случувало и да набавам некои кои што не се со толкав квалитет, па тие не можам ни да ги продадам убаво. А овие бамбусните се прилично цврсти и доста ладат. Исто и платнени имам цврсти, комбинација бамбус и подебела платна. Така. И двата типа се, меѓутоа овие лесно вака се отвараат и се многу попрактични. Да, навистина се практични, кажавме, особено во овој летен период, за на плажа, за на кафе, секаде можете да ставите лепезата. Се купуваат ли лепези? Не само за ладење, туку и како еден елегантен аксесуар. Се купуваат, се сеќавам на еден базар, беше 8 март и се погоди многу топло време, баш тој период. И ја имав изложено од лепезите и многу купуваа жени баш за подарок. Ете во март уште ми ги купуваа лепезите. Што значи и практичен подарок и убав еден елегантен, женствен подарок кој што мислам дека на сите им се допаѓаат, нема човек кој не се изразил позитивно за лепезите, бидејќи се баш живописни, така весели. Сте истражувале ли од каде доаѓаат лепезите или во која земја прв пат се појавиле? Па вака се најпрецизно не можам да кажам, меѓутоа Јапонија е мислам првата земја каде што лепезата се појавила и баш овие техники кои што јас ги работам ги работат во тие азиски земји, во Јапонија, првенствено Јапонија, па Кина и Турција, претежно Азија. Оваа техника ја работат. Да, навистина се убави, уникатни и подсетуваат можеби на Јапонија, бидејќи ги гледаме и гејшите, носеле лепези. Освен лепезите, може да забележиме и накид на масата, она барем што ги имате донесено, марами кои исто така може да се носат сега во летниот период, кога сакаме наметка чисто за заштита малце да променливо време. Да. Купуваат овие и од што се изработени, дали има различни материјали? Па вака, ова се футрули за научари кои што ги смислив баш во короната, кожни се.
И се 3 различни типа има само цртани, има со додатоци цветови и опшивани форми. Сега јас некако ми беше практично затоа што носам наочари и секогаш од тие аксесори што ги купував футролите беа од пластичен материјал, мислам, кои што се расипува за година дена. Да. И дојдов до таа идеја да направам кожни, пошто веќе ја користев кожата како материјал. Кожните се потрајни, значи јас имам една која што ја користам 4-5 години и е малце подсврста кожата и за мали ташни се многу практични. Колку време би треба да се изработи една ваква кожна футрола за наочари? Па и како мал паричник мене ми делува, може некој да си го Може искористи. да биде и за телефон, може да биде, да. Меѓутоа правев сега и несесери за шминка, меѓутоа продадов некој на претходниот базар, така да неам сега да покажам. Супер, тоа е убаво штом ги сакаат купувачите. Да, ги купуваат затоа што се практични многу за мали ташни и боите се така јаки, убави. Летни. Летни, да. Во што вие најмногу живате, што најмногу сакате да изработувате, така од кејф, од радост, желба. Па мислам дека подеднакво во сите работи уживам, нели не би ги правела сите толку различни работи доколку не ми е задоволство сите да ги работам. Меѓутоа најпрво почнав да изработувам керамика уште пред 22-3 години. Па подоцна почнав година-две со марамите, кои што постепено научив повеќе техники на изработка. Таа последна која што ја научив на онлайн предавања е шибори техника. Тоа е исто јапонска техника на изработка. Мислам, специфична е, доста мора на отворено да се работи, затоа што боите се прилично јаки, може да остават флеки, може да се испрска. Исто батик техника работам и класична техника со контурни бои. Иначе сите се текстилни бои за свила, специализирани за таа намена. Благодарам за одвоеното време, до следно видување. Ви благодарам и вас.